Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин. Благоја Пандовски, нов председател на Transparency International, ја заменувате Сладжана Тасева. Можеме да говориме за вашите планови подоцна, но денеска, еве, во центарот повторно се политичките изјави и обвинувања. Премиерот Ковачевски што вели? Ако се отвори темата за вработување на Манав и за вработување на роднини на министри во Манав, тогаш треба да се провери и Академијата на судии и обвинители, како тие влегуваат во таа академија, овие луѓе, и потоа се вработуваат. Така е, Бијана. И ова е ваше прво телевизиско интервју. Прво телевизиско како председател на Transparency. Да, како председател на Transparency, и очекуваме жесток напад на корупцијата, на сите, сите проблеми со кои се соочуваме секојдневно. Вака, прво почнавте со МНАФ, нели, прво сакам да кажам дека самиот упат во оваа институција е страшен, бидејќи се работи за една организација која се грижи за безбедноста на македонското небо. Значи, може да настапат многу поголеми последици од она што среќа не настапија. И колку што имаш информации во јавноста, тоа се случи како резултат на претходниот штрајк кој синдикатот го најави за оние партиски вработувања. Точно дека не е само МНАФ нели случај, дека постојат индиции за такви партиски вработувања во многу институции. Постоеше и она истакнување, мислам дека беше од опозицијата, дека во ЕСМА се најавуваат партиски вработувања, точно дека треба да постои транспарентност во тоа како се влегува и во Академијата за судии и јавни обвинители, бидејќи во никој случај судството не смее да биде партизирано, како што и постојат обвинувања, нели, и од домашните и од меѓународните фактори. Кронизмот или вработувањето по партиска линија и по пријателска линија е нешто на што апелираат и амбасадорите, евроамбасадорот, холандскиот амбасадор и така натаму, и Transparency секогаш во своето действување се залага за тоа сите оние процеси кои што се однесуваат и на вработување, и на прием во институции како Академијата за јавни обвинители, да биде транспарентна и да биде на оценка на пошироката стручна јавност. Да, што тоа не е случај никогаш. Па, на жалост, предходните години немаше преголема транспарентност во тоа како се вработуваат и како влегуваат. Па ние го видовме тоа и со антикорупцијската комисија, со изборот на членови, дека не беше, ние не можевме да ги видиме транспарентно нивните биографии, потоа не беше онлайн нивниот избор во живот, туку неколку дена подоцна можеше да се види. Па да, видете... И членовите, се извинам што ве прекинувам, исто така на комисијата за антидискриминација. И таму имаше проблем, и вие сте дел од таа платформа. Така е, платформа за борба против корупцијата, да. Како да ви кажам, мислам, апелот е до сите институции, без оглед дали е тоа Државната комисија за спречување на корупција, без оглед дали е тоа Државниот завод за ревизија, дали е Комисијата за спречување на дискриминација и така натаму, секаде треба да постои транспарентност. Меѓутоа, во пласирањето на информациите, нели, доколку постои одредена тајност во одредени институции. Но не е тоа државна или безбедносна тајна. Тоа е проблемот кај нас, што сметаат дека се би требало да биде тајна. Ова изјава на Ковачевски доаѓа по обвинувањата, нели, за Манав. Ковачевски кажа дека е семејна фирма, мислејќи на лидерот на синдикатот, таму биле вработени неговиот брат и татко, тоа беше отфрлено од страна на лидерот, но потоа излегоа и нови семејни врски. Бујар Османи беше споменат, Љупчо Николовски, министерот за надворешни Османи, Николовски за земјоделие, кои говорат пак и тие ги отфрлаат обвинувањата, говорат дека има квалитет кај тие луѓе. Да, знаете како, ова изјава на премиерот Ковачевски, јас како би ја коментирал. Не би сакал да има побивање на еден аргумент со напад за друг аргумент. Ме разбирате? Ако постои навистина такво семејно вработување,
тоа не е, како да кажам, оправдување за она што се случува во моментот во МНФ. Така да, дали постојат семејни вработувања, дали постои индиција за вработување партиско, она нели што се збори во јавност и така натаму, треба да го испитат институциите на системот. Но истраги нема. Тоа е проблемот. Сакам да кажам дека во едно демократско општество, каде што постои подоба на власта, на законодавна, извршна и судска, секако дека судската власт и обвинителството треба да превземат действија кои што ќе бидат транспарентни до оној степен до кој што им дозволува фазата во која се наоѓа ова истрага и да добиеме информации за тоа до каде е предметот, што се случува и така. Се друго е предмет на шпекулација во јавноста. Да. Ние, извинете, излеговме и како, нели, она што го споменавте како членка на платформата за борба против корупцијата, излеговме со едно писмо во кое остро ги осудивме овие настани, во кое исто така кажавме дека не треба да се поддржат сите оние кои се борат против партиските вработувања, мислејќи на синдикатот, нели? И секако начинот на кој што оваа реакција, која што се случи овој упад или напад во МНФ е најостро за осуда. Да. Добро, притворот не беше пресуден и по притисок на јавноста добија овие луѓе, насилниците, домашен притвор. Да, видете, јас не би сакал да ја коментирам ова одлука на судијата кој постапува по овој предмет, меѓутоа, од моето досегашно искуство како адвокат можам да ви кажам дека и во многу помали предмети, кај што има многу помала опасност, како мерка за обезбедување определено притвор, со аргумент дека некој, дека обвинетиот во таа ситуација има роднини во странство. И може да избега, да. Така е. Да. Јас не се согласувам со тоа лично, бидејќи сите од нас имаме роднини во странство, и тоа не е аргумент за да додува притвор, меѓутоа доколку се види кантарот како во одредена ситуација постапуваат судовите, како во друга, тогаш многу е јасна сликата која се дава во јавност. Да. Вие ги следите случувањата и со судскиот совет и последното случување е, да, сега се очекува одлука. Да, се уште немаме. Да, конечна одлука за разрешување на Беса Адеми, председателката на Врховниот суд. Весна Дамева вели дека очекува праведна одлука, вистинска одлука на судскиот совет, но која е таа вистинска правилна одлука? Токму тоа сакав да кажам. Значи, председателката Беса даде индиции дека е вршено политички влијание, да, притисоци. Влијание и притисоци. Знаете како? Врз суди Врховниот суд. Во Врховниот суд. Сите знаеме и предпоставуваме за кој предмет се работи ова. Се работи, да, тоа е јасно, за амнестијата на Ѓорѓи Иванов, екс-председател. Меѓутоа, самата информација дека има притисоци, дека тоа го кажува председателот на Врховниот суд. Тоа беше во интервју за Сонја Делевска, така за Сакам да кажам. По мене не е толку одлука сега на судскиот совет дали треба или не треба да ја разреши. Оваа информација, како допрен глас до јавноста, треба да ги засегне институциите кои вршат гонење во оваа држава. Се мисли на обвинителството, бидејќи таквото политичко влијание врз председателот или судија од Врховниот суд е страшно. И тоа не е предмет сега зашто Беса не кажала кој го вршал ова. Тоа треба да се процесуира преку органите на прогонот, затоа што тоа ќе влезе во фаза на истрага, тука информациите се тајни, знаете, понатаму ќе резултира со обвинение и тоа треба да има судска завршница. Така да по мене оваа одлука, вие што кажав дали е правилна или не, јас воопшто и не би навлегол во тоа. Јас сметам дека е доволно храбро што председателката во оваа ситуација излезе јавно и ја кажа оваа информација. А треба понатаму органите за прогон да си ја вршат својата работа. Да, добро. Тоа е во среда. Утре се очекува да има некаков епилог, да, судскиот совет. Добро, имавте пред, и тогаш кога бевте именуван за председател на Transparency International, имавте оние индикатори кои говорат за матно и бистри... Да, зборуваме за барометарот. Барометарот, да. Барометар кој говореше за... кој последниот беше декември 2023 и таму ги анализиравте и сублимиравте всушност кои се најпроблематичните точки. Повторно судството со суди со име и презиме. Да. Што ретко може да се види во тие извештаи и анализи. Видете, барометарот, односно матно и бистро,
ги дели на станите на оние кои треба да се разјаснити и оние кои несомнено веќе се разјаснити. Така да ако сега не знам, не би било добро да одиме дел по дел, овие податоци се достапни на јавност и мислам дека само ќе ја преоптеретиме емисијата, меѓутоа ако споменувате дека се споменати суди со име и презиме, претпоставам мислите судијата кои се што си ги односно ги поправил оценките, нели, во тогаш, тоа е страшно. Да, син на судија со амен на министер за правда, полагал правосуден испит без доволен стаж, се запишал и завршил Академија на суди и обвинители. Меѓутоа, знаете, како овие настани се кажани, мислам се извадени во овој барометар. Меѓутоа, тука пред се гледам една, да речам, неспособност на институциите кои треба да ги проверат овие информации. Знаете, вакви работи можеш да проба секој. Меѓутоа, чива е одлуката дали нешто ќе помине или не. Чива е должноста да ги испита овие информации. Тоа е на институцијата во која се аплицира или во која се бара нешто. Така да, ова е само еден доказ, односно индиција, дека овие институции треба подобро да ја работат својата работа. Да, имате средби вие од Transparency International со Академијата, со директорката на Академијата на суди Наташа Габер? Бидејќи веќе неколку дена сум председател, меѓутоа секако претходниот председател, Да. Кои се објаснувањата? Да ви кажам, јас во моментов ги немам тие информации, меѓутоа дали и таму станува збор за политички и партиски влијанија, е прашањето. Не би знал За кое би проговорила, предпоставувам, и председателката. Па, искрено да ви кажам, сега сум затекнат со ова прашање, бидејќи ги нема информациите и не би сакал да шпекулирам. Да. Но добро, че имате средби. Така е. Кога ќе добијам информации во првица, ќе видам повеќе среќен да ги споделам со вас. Правите и анализа на интегритетот на институциите и тоа се однесува на анализа на транспарентност и нивната улога во борбата против корупција. Да, ако зборуваме нели за НИСО-то, на што ние скратено го нарекуваме, или националниот систем на интегритет, тука се вклучени 15 стейкхолдери, односно битни институции кои во државата се борат против корупцијата. Сите овие институции се оценувани по однос на 3 групи. Тие групи се нивните капацитети, се зборува за независност и ресурсите, правната рамка во која работат, односно законските и подзаконските акти кои ги пратат овие институции, пред се алудирајќи на нивната транспарентност кој јавноста и улогата која имаат во системот за борба против корупцијата. Бидејќи системот за борба против корупција е еден покомплексен систем кој врзува повеќе чинители или стейкхолдери кои заедно соработувајќи и секој посебно треба да ја дадат резултатот за борба против корупција. Во таа оценка луѓето многу погрешно понекогаш го перцепираат ова и сметаат дека индексот се однесува, односно бројките се однесуваат на тоа дали има или нема корупција во овие организации. Не, системот за интегритет е директно врзан со нивното работење. Овие 3 и дали се борат против корупција. Овие 3 показатели кои ги кажав, па така најдобро беа оценети Државниот завод за ревизија, Комисијата за борба против корупцијата и омбудсманот. Додека во долниот дел. Долниот дел? Да, се уште се тука е бизнисот, нели морам да кажам, тука се јавното обвинителство, судството и јавните предпријатија. И сите имаат лоши, многу лоши оценки, за разлика од оние кои се може би не блескави, но се добри оценки за кои говоревте пред. Знаете како, понекогаш рангирањето на некои институции во оваа скала и да се погоре рангирани, не кажува дека добро работат. Сега ќе ви кажам и зошто, затоа што улогата на некој од нив е многу поголема во борбата за корупцијата од други. Не дека другите ги нивното значење го намалуваме, меѓутоа да речеме судството и обвинителството се примарни во борбата против корупцијата. Тие би требале да бидат во горната половина секогаш. Им значат ли на институциите овие индикатори, овие анализи кои ги правите? Видете, ако да им знача, тоа сега да кажам, ако ја гледаме резултати. Праксата до сега, сигурно дека ќе имаше подобрување. На жалост, ние не бележиме некое подобрување. Имаше нели оние анкети кои се правеа за доверба во судството, едната беше 2022, па средината на 23-та. На она мала доверба од 4% имаше пат.
што кажува тоа, некои дури кажат дека се работи за статистичка грешка. Воопшто дека нема доверба, да. Што кажат Тасе во тоа од минатата недела настанот, како вели, благодарни сме на амбасадорите кои ни укажуваат на проблемите, но граѓаните се извинувам, повеќе не реагираат на нивните изјави. Знаете како? Зошто не реагираат граѓаните? Видите, по мене поразително е тоа што, еве да речам, по широката јавност и политичките стейкхолдери во оваа држава, најголемото внимание го обрнуваат на тоа како реагираат странските амбасадори, евроамбасадори и така натаму. Граѓаните се оние кои ги трпат негативните последици од оваа ситуација во која се наоѓа државата. Она што ни го кажуваат странците, односно амбасадорите, е само индиција дека постои проблем во државата. Меѓутоа, последиците ги трпат граѓаните. И точно дека тие не реагираат на нивните изјави, можеби премногу сензационално, меѓутоа реагираат на нивните проблеми кои секојдневно ги искусуваат, како пред институциите на системот, судството, обвинителството и така натаму. Кој е решението за оние понижувачки сцени што ги гледаме на вадење на пасошите? Како да ви кажам, мислам... Кога говориме за функционерите и институциите, односот кон граѓаните? Моje мислење е дека прво не требаше да има таква резка, нели, дека ете од февруари мора да бидат сите сменети документи. Мислам дека излезе некаде информација дека дури и оние кои нема да успеат да ги сменат ќе можат да гласаат, нели, на престојните избори со важечките стари документи. Па јас би рекол каква е таа какво е тоа калкулирање со менувањето на личните карти кога во една ситуација се кажува дека истите мора да се сменат, а во друга ситуација кога се во прашање политички поени и гласање се дозволува да се гласа со оние стари. Да. По мене ова требаше да биде процес на едно, да речам, поблаго преминување од старите во новите документи. Секој кога ќе му истече документот ќе се извади нов документ. И да се засилат капацитетите конечно. На институциите. Добро, околу функционерите. Зголемувањето на 78% на нивните плати не доведува до нивна отчетност, одговорност, транспарентност. Ние не гледаме дека функционерите паѓаат, онака како што говорат странските фактори, меѓународните, дека големите риби треба да се во прашање. Така е. Зголемувањето на нивните плати кои сами си го предлагаат и гласаат. Инаку, Високата школа за администрација во Франција една од политиките за да се спречи корупцијата е давање на високи плати на оние лица кои се на одредени позиции. Зашто? Ако ги платите добро, истите се предпоставува дека ќе бидат помалку корумпирани, затоа што нема да имаат потреба од тоа. Но тоа е богата држава. Говориме за сиромашна држава во која кај нас на жалост нема логика да се зголемуваат толку платите. А еве изголемувањето на платите гледаме по најновите оценки нема никакво влијание во намалување на корупцијата. На корупцијата, да. Добро. Оние застарени случаи и се уште застаруваат, можеме да видиме со измените на кривичниот законник. Тоа е онаа правда, сушност за која имаше борба, барање за правда и за мир со шарената револуција, која доживеа дебакл. Апсолутно. Значи, како да ви кажам, самите законски измени не придонесуваат за борба против корупцијата. Самите законски измени со кои што се намалуваат казните и за кои што голем број на дела, кои што кажавте, застаруваат и на некој начин ја поддржуваат корупцијата, односно даваат слика во јавноста дека секој кој е на одредена позиција, кој може да ја злоупотреби својата службена положба и властвување, може да направи некакво кривично дело, кое, поради неефикасноста и неефективноста на институциите на системот, велам, одзема време, нели, ќе застари. Така да ова е катастрофално, по мене, катастрофално решение во овој момент. Не велам дека намалувањето на кривичните дела кои што се поврзани со службената положба и властвување не треба да се случи, бидејќи во голем број на европски земји можеби таа е рамката на казни, меѓутоа во Македонија, која се наоѓа во оваа положба во која се наоѓа со вакви оценки, тоа е најмалку она што требаше да се случи. Околу црната листа,
Вие имате неколку анализи правено и Кочо Андјушев е последната анализа која е ставен на црната листа, но истраги се уште нема во оваа држава. Со децении имаме црни листи, никогаш немало истраги. Така е. Црната листа е еден начин на кој и се укажува на власта, односно на кој се му се кажува пред се на судството и обвинителството дека постојат проблеми кај одредени лица. Значи, црната листа на САД тоа не го прави во никој случај без податоци. Тие имаат претходно темелни анализи на кои што ги добиваат овие информации и самите последици од црната листа со кои што се прогласува лицето за персона нон грата и понатаму сите оние бизнис релации кои ги има со таа држава му се ускратуваат, кажува нешто. Значи, по мене, оваа црна листа, односно секој лице кое влегува на црната листа треба да биде допрен глас до обвинителството да се направи понатамошна детална истрага. На обвинителството не му е неопходна таа црна листа за да започне истраги. Секако, меѓутоа ова е аргумент повеќе да тоа се случи. Да. Добро. Имаме 40 препораки на Европската комисија за која говореше и евроамбасадорот Гир, кои се однесуваат особено на работата за поправање на ситуацијата со судскиот совет. Како вели Гир, ова укажува на длабоки проблеми волку висока бројка на барања за односно препораки за поправање на ситуацијата. Да знаете како во едно општество треба да има систем на check and balances, на проверки и треба да има систем на независност. Кога зборуваме за судскиот совет и советот за јавните обвинители, јас секогаш се навраќам на еден пример од 2008 година кога работев во Сдруженијето на јавни обвинители, бевме на студиска посета во Словенија, каде што ние видовме пример да Словенија има изградено посебен систем за гонење на обвинители и полицајци кои што претходно соработувале со другите обвинители. Значи, така се обезбедува објективност. Според мене, судскиот совет, кој што е составен од суди кои претходно практицирале, работеле како суди и со нивните колеги, знак прашање е колку истите можат да бидат објективни во одредени ситуации. Точно дека законот за судскиот совет дозволува и други правни експерти со 15 годишно искуство да влезат таму, меѓутоа по мене членовите на овој судски совет треба да бидат избалансирани, значи да има повеќе луѓе кои се правни експерти, истакнати професори, адвокати и така натаму, и кои ќе влезат и ќе дадат една пообјективна оценка на оние представки кои што се поднесуваат од граѓаните. Но не слушаме на овие 40 препораки од Европската унија, Европската комисија, дека се работи во државава. Не видовме ниту една пресконференција на судскиот совет, отчетно и транспарентно да каже на кои препораки во моментов работи, да ги каже роковите, кои ги имаат пред себе. Така е, тоа само повеќе ги зголемува сомнежите за нивната работа, бидејќи знаете кога сте транспарентни, луѓето претпоставуваат дека немате што да скриете. А кога нема транспарентност, луѓето само можат да претпоставуваат, нагаѓаат и да се водат шпекулативни муабети врска со тоа. Добро. И изборот на суди на апелациониот суд, да не го заборавиме, реагираше и коалицијата Сите за правично судење. Имаше избори за обвинители, каде Фатиме Фетаи реагираше, за апелација реагираше судиката Олја Ристова, која најави веќе и жалба. Никакви вести нема оттаму. Токму така никаков пресврт, никаков развој на случувањата. Да, знаете како, во недостаток на информации, ние не можеме да ги коментираме дали овие избори или неизбори се лоши или добри. Да. Тие ги поседуваат информациите, меѓутоа примарно или минимално што можат да направат е излизаат во јавноста и да кажат дали е тоа така, да демантираат и така натаму. За жал немаме никакви информации. Да, Добро, за крај, вие како председател и наследник на Сладжана Тасева, кои се вашите планови? Што поинаку ќе сработите од Тасева? Па видете, Слагана многу успешно си обавуваше својата функција, го изгради реномето. И на тешка позиција доаѓате сега вие. Така е, да, ќе мора да го оправдам она што претходно Слагана го работеше, јас ќе дам 100% напори тоа да се случи.
Што можам да кажам во поглед на нели идните действија кои што Транспаренси ќе ги превзема, секако тие ќе бидат во рамките на статутот, каде што се вели дека нели ќе се бориме против корупцијата, ќе соработуваме во многу проекти како со внатрешни така и со надворешни стейкхолдери, сите оние кои имаат позитивна мисла во борбата и против корупцијата, ќе се обезбеди поголема транспарентност, односно ќе се обезбеди коментирање на сите оние актуелни настани кои што се случуваат, во кои што постои одредено сомнение за корупција. Исто така ќе се движам во рамките на стратешкиот план кој што изминува 2005 година од 2025 од 2021 до 2025 година. Имате индекс на корупција на 30 јануари? Така е, ќе биде, го најавивме сега во емисијата, ќе биде презентиран индексот на корупција. Значи ќе се превземаат сите оние действија кои што досега Транспаренси ги превземаше. Ви благодарам што бевте гостин. Ви благодарам што ме поканевте. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.